Распадот на југословенскиот пазар се смета за клучна причина за затварањето на текстилниот гигант Македонка. Според истражувањата на професор доктор Антон Мајхошев, представени во неговата книга Македонка од раѓање до пропаѓање, за спас на комбинатот биле потребни околу 20 милиони германски марки. Овој текстилен комбинат имал огромно значење врз економскиот урбанистичкиот развој на градот. Вработените имале повисока плата од просечната, а фабриката представувала значајна кадровска база. Македонка била локомотива на локалниот економски развој, таа била еден вид своевиден универзитет, таа ги имала сите потребни служби како што ги има една држава. Така да Македонка има огромно значење за вкупниот општествено-економски и политички развој за општината и републиката. Затворањето на Македонка остави сериозни последици врз општествениот живот и развојот на градот. Околу 2400 работници останаа без работа. Во еден период во Штип, кога се ликвидираше Македонка и кога се ликвидираше Астибо, така некако тоа беше многу брзо, бројот на вработените и невработените се изедначија. Значи имаше 12.500 невработени, а 12.000 вработени. Значи се изедначија вработеноста и невработеноста, тоа беше некаде во 2002 година. По промоцијата беше отворена изложба на фотографии од текстилниот комбинат Македонка, кој го прикажува историскиот развој на работниот колектив.